НАСА ги објави најблиските снимки од меѓузвездената комета 3 и Атлас. НАСА објави низа нови, досега најблиски снимки од меѓузвездената комета 3 и Атлас, направени од сонди околу Марс и други вселенски мисии во сончевиот систем. Овој космички посетител го привлече вниманието од 1 јули 2025 година. Поглед од Марс. Најблиските наблюдувања пристигнаа токму од Марс. Марс Реконесанс орбитер го фотографираше 3 и Атлас од само 30 милиони километри на 2 октомври. Планетарниот научник Том Статлер објасни дека Земјата била на погрешна страна за наблюдување за време на перихелот, најблиската точка до Сонцето, но Марс бил во поволна позиција. Флота вселенски наблюдувачи. И покрај тоа што кометата се најде на спротивната страна од Сонцето гледано од Земјата, бројни мисии успеа да ја снимат. Марс, орбитерот Мавен ја наблюдуваше кометата со ултравиолетова светлина, а роверот Персеверанс имаше идеална позиција од површината. Соларни обсерватории, слики стигнаа и од Панч, Стерео и Сохо. Други мисии, мисиите Луси и Психе. Дефинитивно комета. Научниците повторно демантираа шпекулации за вонземско потекло. Потврда, овој објект е комета. Изгледа и се однесува како комета и сите докази тоа го потврдуваат. Но доаѓа од меѓузвезден простор, што го прави научно извонредно интересен, рече Амит Кшатрија од НАСА. Што следува? Најблискиот приот кон Земјата ќе се случи на 19 декември. Тоа ќе биде најдобрата можност за наблюдување со телескопи и камери од Земјата. Вселенски отпад оштети кинеска капсула, астронаутите заробени во орбитата. Тројца кинески астронаути, познати како тајконаути, се во незавидна позиција да бидат заробени на вселенската станица Тиенгонг што орбитира околу Земјата, бидејќи нивната единствена капсула за враќање била оштетена. Штетата на капсулата, која е дел од мисијата Шенџоу 21, била предизвикана на почетокот на ноември по судир со мало парче вселенски отпад, кое го испукало прозорецот за наблюдување. Со ова, членовите на екипажот, Џанг Лу, Ву Феј и Џанг Хонџанг, останале заглавени во орбитата. Спасувачка мисија и ризикот од отпад. Кинеската национална вселенска администрација, ЦМС, потврди дека работи на испраќање безбедно заменско вселенско летало. Започнувањето на спасувачката мисија е закажано за 25 ноември. Загриженост, експертите се загрижени за ризиците. Јан Осбург, виш инженер во корпорацијата Ранд, изјави дека ваквите настани се голем повик за будење. Ова е втор пат во последните 2 години астронаути да бидат заробени во орбитата. Во март оваа година, астронаути на НАСА биле вратени на Земјата откако нивната мисија била продолжена на 9 месеци поради технички проблеми. Бидејќи орбитата на Земјата станува спополнета со вселенски отпад, ризикот од судири станува с поголема загриженост. Меѓународната вселенска станица веќе била погодена од остатоци во 2021 година, оштетувајќи дел од нејзината роботска рака. Светот со нетрпение го очекува безбедното враќање на тројцата астронаути.